Почитувани, Државната комисија за спречување на корупцијата и јавното обвинителство по теркот на молкот за имотот на Шилегов, молкот за имотот на Филипче, па и молкот за имотот на Рашковски, молкот за имотот на кој се не од тимот на Заев, сега по истиот терк се однесуваат и за несразмерниот раст на имотот на Дарко Каевски. Ниту една институција по цела недела, пресови и јавни настапи, не се произнесе дека отвора предмет како тоа именуван функционер, директор од СДСМ, очевидно има имот кој што не е пријавен во анкетниот лист. Ниту јавното обвинителство не се заинтересира за потеклото на парите, иако постои основа за сомнеш. Дарко Каевски се обидел да сокрие куќа во Волково, која што потоа ја руши и гради нова хациенда со базени, иако има основано сомневање дека за тоа нема документ. Дарко Каевски е пратеник на СДСМ и со тоа овие прашања се од јавен интерес. Дарко Каевски во октомври 2020 година, кога од именуван директор станува избран пратеник, ја руши семејната легализирана куќа и на нејзино место гради луксузна хациенда. Ниту стариот објект, ниту пак новиот објект ги нема во анкетниот лист и за тоа Државната комисија за спречување на корупцијата молчи. Јавното обвинителство не отвара предмет. Како тоа Дарко Каевски на 30 години, по неполни 3 години директорување со административна плата во иста година купува стан во Скопје и гради луксузна вила со базени, која што не ја пријавува и за која досега не прикажал дозвола за градба. Почитувани, Македонија тоне во криминал и во корупција, со години се нотира пад во борбата со високата корупција, корупција на функционери од власта. Народот е се посиромашен, функционерите од СДСМ се побогати. Секој ден минат со СДСМ на власт, за народот е поскап од предвремени избори. Ви благодарам.